Постојат неколку дефиниции за криза, но една од нив која често се користи е дека кризата е можност да се создаде нешто ново. Не постои земја која не е засегната од криза од најразлична природа. За жал, Македонија 2 години е втурната во криза поради емитување на незаконски стекнати и монтирани телефонски повици. 2 години државата има блокирани реформи, а народот може да ја види на дело деструктивната политика на опозицијата. Благодарение на пријателите од меѓународната заедница, имавме можност да изнајдеме модел за излез од кризата, пишува председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во колумна за германскиот весник Der Hauptstadtbrief, најзначајниот политички магазин на политичката и бизнис заедница во Германија. Кога конечно социјалдемократите во Македонија заедно со нас јавно потпишаа изјава дека исполнети се сите услови за одржување на избори на 11 декември, веруваме дека овој пат пријателите на Македонија одлучно ќе застанат за овој датум и нема да дозволат ново пролонгирање на роковите, што би значело ново продолжување и продлабочување на кризата. Како прво, на сите граѓани на Македонија и на нашите меѓународни партнери им треба силна, стабилна и просперитетна Македонија, која ќе биде во можност целосно да се фокусира на предизвиците пред добивањето на полноправно членство во Европската унија и НАТО, нагласува Груевски во својата колумна за Der Hauptstadtbrief. ВМРО ДПМН има убедлива предност пред опозицијската СДСМ, покажуваат резултатите од најновата анкета на Институтот Павел Шатев. Вкупно 40,4% сметаат дека ВМРО ДПМН би победила на предстојните парламентарни избори, додека за СДСМ се 15,6% од испитаниците. Според политичките аналитичари, ваквите резултати од анкетата се очекувани и се должат на однесувањето на партиите и довербата која граѓаните имаат во нив. Во период од 2017 до 2020 година низ Македонија ќе бидат изградени најмалку 140 државни градинки, 100 ќе бидат комплетно нови, додека пак 40 ќе се отворат во веќе постоечки државни објекти, кои ќе бидат соодветно реновирани и адаптирани. Проектот, како што појасни лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски кога го презентираше, е дека според проекциите истиот ќе чини околу 25 милиони евра. Со овој проект се решава едно значајно прашање, еден децениски проблем и целосно ќе се намалат листите на чекање за згрижување на децата од предучилишна возраст. Ќе биде решен проблемот на родителите, ќе биде создаден нов капацитет за згрижување на 18.000 деца, појасни денеска заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Бензините од ноќеска на полнок поевтинуваат за половина денар по литар, а цената на дизел горивата останува иста, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Со оваа одлука се врши намалување на рафинериските и малопродажните цени на цените деривати во просек за 0,93, односно 0,56%. Председателот Ѓорги Иванов денеска во Вила Билјана во Охрид го прими епископ Тихон, викар на патријархот Московски и на цела Русија, кој престојува во посета на Република Македонија. На средбата, како што соопшти кабинетот на председателот, биле разменети мислења за односите меѓу Македонската православна црква, Охридска архиепископија и Руската православна црква, како и за севкупните состојби во православието. Грчката полиција употреби солзевец за да ги растера стотиците пензионери кои протестираат поради мерките за штедење и намалување на пензиите во Атина. Грчката влада оваа година ги намали пензиите во рамки на преземените обврски кон меѓународните кредитори со цел да биде одобрен третиот спасувачки пакет финансиска помош за земјата. Бугарскиот премиер Бојко Борисов изјави дека неговата влада ќе поднесе оставка доколку кандидатот на партијата од десниот центар ГЕРБ, чиј кандидат е фаворит на овие избори, изгуби во првиот круг од претседателските избори закажани за следниот месец. Доколку ГЕРБ изгуби во првиот круг, истата вечер ќе поднесеме оставка затоа што во тој случај партиите стануваат исклучително надпреварувачки, потенцира Борисов. Вториот круг гласење ќе биде одржан доколку во првиот круг ниту еден кандидат не добие повеќе од 50% од гласовите на претседателските избори, закажани за 6 ноември.